Со неконтролираната употреба на антибиотици, односно ако ги злоупотребуваме за да се лекуваме на своја рака или да третираме вируси со нив, во блиска иднина ќе не убиваат и баналните инфекции. Лекарите ги вклучијат современите светла за аларм дека треба да се создадат нови супербактерии на кои не може да действуваат ниту еден антибиотик. Светска здравствена организација објави листа на 12 бактерии кои се сметаат за огромна закана за здравјето, затоа што станале отпори на повеќе антибиотици. Во Македонија ги има сите и ги усмртуваат оние пациенти кои се со опаднат имунитет. Фармацевската индустрија долго време не може да се пофали со нови листи на антибиотици. По објавувањето на листата на СЗО и повик до фармацевтите своите истражувања да ги насочат во правец на борба против отпорноста на бактериите на антибиотиците. Со текот на годините пак се излекува некој од инфекцијата, потребно е се поголеми дози од кои некој антибиотик. Можем да кажем дека има злоупотреба не само од пациентите, туку мислам дека и лекарите малку повеќе препишуваат такви лекарства, антибиотици, бензодиазепини, антипсихотици, каде што во некои случаи можда на почеток не би требало да се почне веднаш со таа терапија, туку да се почне со некои ОТЦ препарати или со некои суплементи кои што нема не одат на рецепта, може слободно да ги земаат и здрави луѓе и луѓе со нарушено здравје. За слековито да се објаснат каква е дополнителната опасност од злоупотребата на антибиотиците, научниците велат дека ги замислиле како војници, а инфекциите како непријател. Доколку војниците го нападнат непријателот со погрешно оружје, ќе загубат битката. Во исто време, бактериите кои го создавале непријателот на организмот ќе станат посилни и ќе мутираат приспособувајќи се на нападите од различното оружје. Новите мутации или супербактериите обично се јавуваат во болнички услови и усмртуваат веќе заболени пациенти.